civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Ова околу лажните вести и пропагандите, апропо оваа војна во Украина и руската агресија, има центри на кои лиферуваат. Можете ли тоа да го опишете врз основа на вашите искуства и сознанија? Што значи кампања таква информативна во вакви услови? Колку е, да не биде реторички, јас да ве прашам, не може за да се субституира немокта на оружјето, на класичната војна технологија. Денес свет е светот на влијание. Тие центри, кои се неформални центри, нема кои се контролирани па од други центри, да не влеземе сега во теорија на заговор, но тие постојат. Дали некој се сеќава за бомбардирањето на соседна тогашна Југославија, кога еден глумец беше пропагандист на НАТО? Или пак да ве потсетам во Македонија. Јас не бев овде, ама тоа го земавме како пример. Професорите на новинарство во Белград го предава при продажбата на бучим во Радовиш, и доаѓа еден глумец кој јадал некакви швегенец, не знам што, и кажува дека тој ќе биде инвеститор. И тоа како пример, така е. Нека го праша некој Чулибрк, тоа го предава на студентите. Тоа е пропаганда или лажни вести, или на крајот треба да се види кој има корист од тоа. Тоа е борба за јавно мислење? За што добиваат канализирање страните од тоа? Овде Генерално, Русија, Украина, тој тип на вести. Што добиваат страните со таков тип на пропаганда? зависи каде се опатени, надвор или внатре. Како ово што ни се случи сега со Бугарија, треба да се запрашаш каде е пораката, кон бугарските граѓани или кон македонските граѓани. Ова е исто, кон кога да се упати, кон оние луѓе чии 190.000 имаат деца, имаат татковци, мајки, ги пракаш да ги објасниш што браниш во Украина. Фашизмот, нацизмот, колку е тој Азовски батальон, 200-300, па ти пракаш 200.000 војници со современи ракети, и сега проблемот е во еден батальон војска. Тоа е да се смири внатрешната население. А второ, големите сили во светот секогаш се борат за престиж, оправдување на своите чекори. Ние никош не видовме од империите извинување.